Свети Николе е град во централниот дел на Република Македонија, во котлината Овчеполе. Најстарите траги на живот во Овчеполската котлина се од неолитот. Во Овчеполе бил центарот на пеонската држава, односно нејзиниот најголем град и седиште на пеонските кралеви, била Зора. Населбата до почетокот на 7 век го носела името Пробатон, од старогрчкиот збор проватос, кој значи овца. Од тогаш започнала употребата на словенскиот назив Овчеполе. Во 1292 година, во населбата која се уште го носи името Овчеполе, била изградена црква посветена на Свети Николај, архиепископот Мирликијски, чудотворец. Според преданието, во таа црква, Свети Николај му го вратил видот на кралот Стефан Дечански. Српскиот крал Милутин наредил да му ги извадат двете очи на неговиот син Стефан за наводно подготвување заговор. При ослепувањето во манастирот на Свети Николај чудотворец во Овчеполе, Свети Николај му се јавил на Стефан Дечански и му рекол: "Стефане, не плаши се, еве ги твоите очи на мојата дланка. Своевремено јас ќе ти ги вратам." По 5 години, време кое светиот маченик Стефан Дечански го поминал затворен во Цариград, таму повторно му се јавил Свети Николај и го исполнил ветувањето што му го дал во Овчеполието. Во врска со тој настан останало запишано: "И на овчем поле Свети Никола очие му даровав цркви." Во 13-тиот век населбата се проширувала околу црквата. Покрај старото име, тогаш таа била нарекувана и Свети Николе по името на црквата. До 70-тите години на 19-тиот век, кога патот за Солун минувал преку Свети Николе, тоа било едно од значајните економски места од левата страна на реката Вардар. Од житието на преподобниот отец наш Прохор Пчински дознаваме дека неговите родители Јован и Ана побожно живееле во Овчеполскиот крај, каде што е роден и тој во првата половина на 11-тиот век. Подвизувајќи се со добар подвиг во Нагоричанската и Козјачката пустина, тој му бил јавен на светот како светлина за време на царувањето на благочестивиот византијски император Диоген. Кога Прохор ја изучил книжевната мудрост подобро од своите врсници и станал полнолетен, родителите намислиле да го оженат својот син единец. Но преподобниот не сакал себе си да се окова во земните окови, бидејќи неговата душа се вознесувала кон небесните височини, а неговото срце го љубело Бога над сите светски убавини. По Божја промисла се случило некој човек по име Диоген да отиде во лов во пустината, каде што преподобниот се подвизувал. Тој здогледал една срна и почнал да ја гони. Срната бегајќи дотрчала во пештерата на преподобниот, кој пак често ја хранел. Господ го надарил светиот пустиножител со дарот на прозорливост. Па така, предвидувајќи со светиот дух, дека човекот што стои пред него набргу ќе стане цар, Свети Прохор му рекол: "Диоген, оди веднаш во Цариград, бидејќи Бог ќе те постави на царскиот престол." Диоген го послушал старецот и веднаш отпатувал во Цариград. Генералот Диоген таму бил затворен заради побуна против Константин X и бил осуден на смрт. Додека го чекал извршувањето на смртната казна, тој бил помилуван и пророштвото на светиот старец се исполнило. Станал император на Византија. Роман IV Диоген владеел во периодот од 1068 до 1071 година. Според преданието, во Овчеполието имало 40 цркви. Најубава и единствена која останала е црквата Свети Никола, од која и градот го добил името Свети Николе. Новата црква на Свети Николај во Свети Николе е изградена врз старата црква, која била изградена 1847 година. Овие столбови на градскиот плоштад се своевиден споменик на тие цркви. Секој од столбовите е долниот крак на крстовите што ги формираат со другите 3 краци, кои пак се вдлабнати во хоризонталните сврзувачки греди. Манастирот Рождество на Пресвета Богородица се наоѓа на ридот ѓуриште крај Свети Николе. На местото од сегашната манастирска црква постоела друга изградена во доцниот среден век. Таа црква во ѓуриште турците ја урнале во 16-тиот век.
Сегашната манастирска црква, во помали димензии и без купола каква што порано имала, е возобновена во 20-тите години од 20-тиот век. Иконите на иконостасот се од 19 век. Овој манастир е место на христијански маченици. Во 1912 година во црквата турски војници заклале 9 монаси и помошници на манастирот.